Почитувани граѓани, почитувани колеги, почитуван министер, искрено, може би немаше да се јавам за дискусија доколку не бев испровоциран со една ваша реплика, каде што кажавте дека сме нација со комплекс. Во едно демократско општество секој има право за свое мислење и на свое мислење и не значи дека ако размислува различно од вас има некаков комплекс. Сакам да кажам дека со 34-тиот амандман предвидувате во преамбулата на Уставот на Република Македонија зборовите одлуките на АСНОМ да се сменат со зборовите прогласот од првото заседание на АСНОМ до македонскиот народ за одржаното заседание на АСНОМ. Во многу наврати претходно кога говоревте кажувавте дека единствените преговори кои што се водат со Грција е само да се промени името на Република Македонија, а со самото тоа целта на овие преговори е имплементација на договорот со Грција и пристапување на Република Македонија во Европската Унија и НАТО. Значи, вие велите дека не е само целта пристапување кон Европска Унија и НАТО, но во образложението на вашиот договор со Грција, целото време вашето образложение го темелите на тоа. Дали ние како народ сме толерантни, дали сме биле спремни како држава да поднесеме многу компромиси до сега? Да. Јас ќе ги набројам тие компромиси. Дали е прифаќањето на привременото име со спогодбата, дали е прифаќањето на промена на државното знаме, се со цел да се ублажи реториката и економската блокада од страна на Република Грција, дали е постигнување и прифаќање на Охридскиот рамковен договор, се со цел да заврши конфликтот 2001 година во Република Македонија. Зошто го говорам ова? Ние како народ во многу сегменти и во многу случаи сме направиле одредени и крупни отстапки кон нашите соседи, поточно кон нашиот сосед Грција, се со цел да не бидеме блокирани во нашите ЕУ и НАТО интеграции. Но што се случува? Секогаш кога бевме на прагот на приемање на почеток на преговори во овие институции, ние имавме нови услови. Точно е, во договорот се наведува дека државата ќе не поддржи кога ќе започнат и ќе препорача да започнат нашите преговори со Европската Унија и со НАТО. Но дали имаме гаранција дека ова нема да се случи? Затоа што, зошто го прашувам ова? Затоа што во објаснувањето во договорот, во многу сегменти има точки каде што се очекува само од Република Македонија да испорача кон Република Грција, но не и обратно. Затоа е мојата дилема тука. Сменивме име, прифативме привремено име, сменивме знаме и повторно се соочивме со блокади. Зошто е целта да се избрише, односно да се заменат зборовите, значи одлуките на АСНОМ со прогласот од првото заседание на АСНОМ. Дали со ова веќе се навлекува подлабоко во преговорите за името? Значи не е проблем само името, туку многу поодделни точки кои што навлегуваат во суштината на битието, на постоењето и на темелите на денешната македонска држава. Што се предвидува со документите од АСНОМ? Да не заборавиме дека одржувањето на АСНОМ е во времето на крвавата и величествена борба, на антифашистичката борба во која што македонскиот народ се бореше за својата слобода заедно со земјите против фашизмот и победа над фашизмот. Исто така, на првото заседание на АСНОМ се донесени историски државотворни решенија кои што се од големо значење и со трајна вредност на Република Македонија. Дали со самото тргање на сите овие одлуки едноставно се дава друг правец во понатамошното постоење на Република Македонија. Исто така, треба да знаеме дека за решенијата треба да се учи за обезбедување на вековност и просперитет на слободата, мирот и државноста на Република Македонија. Во многу, пак ќе повторам, во многу сегменти и во многу ситуации, во многу преговори, како народ, како држава, направивме многу отстапки. Очекував дека кога веќе го постигнавте договорот, ќе се говори само за името, но читајќи ги внимателно документите,
Во понатомошниот текст од спогодбата се гледа дека длабоко се навлегува во одредени сегменти и се интервенира во одредени законски и подзаконски акти од нашата држава и од Уставот на Република Македонија. Дали со ова што се трга државотворната суштина на првото заседание на АСНОМ се бришат и одлуките кои што се суштествени за постоење на држава на денешната модерна Република Македонија. Дали со ова бришење, односно тргање од преамбулата се брише и законот, односно актот каде што македонскиот јазик станува државен јазик, актот каде што, да речеме, Илинден станува државен празник, актот каде што Македонија всушност се втемелува како држава. АСНОМ е еден од клучните документи за битисувањето и постоењето на денешната современа Република Македонија. Во самиот документ за АСНОМ се опфатени многу граѓани, многу луѓе и многу структури. Опфатени се сите националности и се обраќаат до сите граѓани на Република Македонија. Воедно, во само суштината, кај е суштината на проблемот на Република Грција од документот за АСНОМ. Затоа што во тој документ, доколку колегите внимателно го разгледале, се споменува и македонското население кое што живее во териториите кои што во тогашниот момент и во сегашниот момент се вон границите на денешна и тогашна Република Македонија. Затоа сакаат овој документ да се тргне од Уставот и од преамбулата. И треба тоа да го кажете на граѓаните. Не можам да разберам зошто ни еден премиер, ни еден председател до сега, ни еден министер за надворешни работи не прифати ваков договор, а сега го прифаќате. Зошто? Затоа што реално навлегле во суштината на проблемот кој што ни е наметнат од надвор. Дали ние како народ, како држава, јас како поединец, како партија, имаме дилеми за ЕУ и НАТО интеграција? Немаме, но не по секоја цена. Сметам дека со овој договор едноставно се наметнува волјата на посилниот врз послабиот. Чувството на индиспонираност кај нашиот народ е многу голема. Не можам да сватам зашто ова треба да се тргне од нашата преамбула. Во потпишувањето на документот имало делегати од цела Македонија, имало делегати од Тетово, имало делегати од Гостивар, имало албанци, турци, роми, срби, бошњаци, секакви. Тежината и големината на овој историски момент, соменувањето на овој дел од преамбулата ќе го изгуби и ова, верувам, дека со овој чин трајно ќе се изгубат одредени историски вредности од македонската држава. Нема денеска да говорам кој е поголем или помал македонец. Сакав да ги прочитам и сите луѓе кои што биле присутни тој ден на тој свечен чин кога се донело и кога се изгласало првото заседание од АСНОМ. Гледам дека тука има реакции од многу колеги. Сметав дека вие како партија која што сте континуитет на Комунистичката партија на Македонија, силно и од се срце ќе се борите за овие историски документи да останат во нашата историја, во нашиот устав, но ништо од тоа го нема кај вас. Очигледно заборавате во првиот момент кој сте, што сте и дали ние ќе продолжиме да постоиме, да обстојуваме вака. Зошто ги напоменав сите компромиси кои што ги кажавме до сега? Покажавме и докажавме во многу моменти дека како народ, како држава сме спремни на компромис. Но треба една работа да знаете. И треба една работа министерот да ми одговори. Дали со ова кое што вие денеска ќе го изгласате, јасно е дека имате мнозинство, ставате крај на одредени отстапки кои што се бараат од Република Македонија. Затоа што историски
и временски гледано од оваа дистанца, гледаме дека секогаш е само Македонија таа која што прави одстапки кон сите. Но не и другите кои што бараат од Македонија да ги направи одстапките. Благодарам.